Përshëndetje të nderuar shikues, Jako po ritakojmë sërish së bashku me emisionin Gjurmët dhe në fakt çdo ditë e themi po të njëjtën fjali, çdo ditë punë më saktësisht, për shkak se çdo ditë jemi këtu për të afruar sa më shumë tek ju detaje, informacione të ndryshme, sidomos për temat të cilat na tangojnë. E në fakt kur bëhet fjalë për tangimin, temë që nuk I del asnjë gjë përpara, në fakt janë dy. Frymarrja, ajrin të cilin e thithim, është edhe ushqimi të cilin e kemi në tryezat tona çdo ditë. Në fakt, ushqimi, uji, frymarrja janë këto tre gjërat esenciale pa të cilat ne definitivisht nuk mund të jetojmë, edhe ne sot në fakt do t'ja dedikojmë këtë minutazh të emisionit pikërisht ushqimit. Atij për cilin ne punojmë, le të themi kështu tërmuim për të pasur ushqim në tryezat tona, por edhe nga I cili na varet jeta, mirë po nga ana tjetër, sa në fakt ushqimin të cilin ne konsumojmë këtu brenda shtetit ton është I kualitetshëm, a konsumojmë ushqim me kualitet të lartë apo edhe ndonjëherë na rrezikohet shëndeti. Në fakt, Agjencia për Ushqim dhe Veterinari shumë shpesh bën kontrollet e saj dhe ne shumë shpesh edhe si medium raportojmë për këto kontrolle, konfiskime të cilat I bën agjencia, sidomos në pikat kufitare ku thuhet për shembull një sasi e caktuar ushqimit është konfiskuar për shkak dyshimeve të shumta, e në fakt për të folur pak më gjerë në këtë drejtim, por edhe për të zgjuar debatin në dimenzionin e të ushqimeve që arrin deri në tryezat tona, së bashku me mua këtu në studio është Perica Petrov, I cili është shefi Departamentit të ndjekjes së mashtrimeve me ushqimin nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari. Dobar den, dobroni do I të vtem. Dobar den I dobro ve najdov. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието со одредени информации кои што се интересни за самите потрошувачи и за гледачите. Јас во моето интро само што кажав дека храната, водата и воздухот се есенцијални работи во нашиот живот и без нив нормално не можеме да живееме. И затоа е многу важно да знаеме дали храната што ние секој ден ја консумираме е квалитетна и е добра храна. И затоа јас веднаш би почнала малку со работата на агенцијата, бидејќи за жал не многу мина знаат за постоењето на оваа агенција или пак и тие што знаат не ги знаат конкретните надлежности. Што се тие најклучните надлежности, особено кога се работи за храната што ние ја консумираме? Агенцијата за храна и ветеринарство тоа е значи самостоен орган во државната управа која што е директно под владата на државата на Република Македонија и освен што се занимава надлежностите што исте во делот на безбедноста на храната, се занимава надлежност има и храната за животни, пратењето на здравствената состојба на животните, благосостојбата на животните, како и надлежноста која што произлегува од 9 закони кои што се тесно поврзани со самата надлежност на агенцијата, од каде што и се црпи таа надлежност. Тука би ги набрал да кажам основниот закон што се однесува на безбедноста на храната, тоа е Закон за безбедност на храната, Законот за ветеринарно здравство, Законот за храна за животни, Закон за здравствена заштита и благосостојба на животните, Закон за идентификација на животните, квалитетот на земјоделски производи и секако Законот за ветеринарно-медицински препарати и секако Законот за инспекцијски надзор. Кај што сите тие закони да кажам, се контролираат преку Законот за инспекцијски надзор. Да, бројте многу закони, не сите гледачите ќе ги памтат, ама важно е, сите овие закони имаат една цел, тоа е храната што ние ја имаме да биде квалитетна храна. Па нормално прашањето следно би било дали навистина имаме квалитетна и безбедна храна ние како граѓани и како последни потрошувачи. Така. Па јас би кажал дека имаме квалитетна храна и дека имаме безбедна храна. Секако
секогаш постои можност, секогаш има исклучоци за инциденти. Меѓутоа, сакам да кажам дека Агенцијата за храна и ветеринарство преку својот интегриран систем, а тоа е системот од нива до вилјушка или од нива до трпеза, има ја следи, ја прати целата состојба и ја контролира, и така да на крајот би добиле квалитетен и пред се безбеден производ кој што ќе биде сервиран или достапен на самите потрошувачи. Мислам дека со кадарот што го имаме, со нашите инспекциски служби, дека успеваме да постигнеме преку редовните контроли, успеваме да постигнеме доста високо ниво на контрола на самата храна, на нејзината безбедност, меѓутоа и на самиот квалитет на храната. Морам да кажам дека последните години трендот е и да се даде до значење на самиот квалитет на храната, не само на безбедноста на храната. Спомнавте еден термин од нива до трпеза или до лажица до вилјушка. Дали навистина нашата храна веднаш од нива без ниту една да кажеме стопирање некаде друг по патот ни стигнува до трпеза или пак не? Вака, кога велиме дека е тоа интегриран систем, зборуваме за систем кој што на регистрирани субјекти, регистрирани и одобрени субјекти, од почетокот па до крајот. Значи, кога збориме за регистрирани, збориме и регистрирани примерни производители кои што произведуваат примерно производство имаат на храна како од неживотинско, така и од животинско, па потоа регистрирани и одобрени производители кај што оние пласираат, па таа храна се преработува, значи кај што се манипулира или самиот дел на производство, и завршуваме со крајниот потрошувач, а тоа е малопродажбата или угостителски објекти или било кој начин кај што луѓето ја набавуваат или им е сервирана таа храна. Целиот тој систем, ќе кажам, исто така еден клучен збор е се регистрирани. Кога субјектите се регистрирани или одобрени во Агенцијата за храна и ветеринарство, тоа значи дека тие субјекти се под контролата имаат тие оператори со храна, имаат некои законски обврски кои што треба да ги исполнат како би добиле безбеден производ, пред се безбеден, па и квалитетен, преку обработка, манипулацијата, значи во сите фази на производството, како што е манипулација, обработка, транспорт на храната, кој што е исто така битен во тој ланец, како храната, самата храна ќе се донесе од примерниот производител до производниот погон или од погонот до малопродажните објекти. Дали таа храна предвидува температурен режим, дали треба да се транспортира на соодветна температура. Пошто сето тоа треба да биде во тој систем кај што ние го викаме систем на следливост или да се прати цел систем со одредена нормално документација која што евидентирана како при примерното производство, така при производството и на крајот транспортот и чувањето на храната во самите објекти.
Спомнавте манипулација и ние овој збор секогаш со нешто лошо го асоцираме. Дали тоа директно значи лошо нешто или не? Не, манипулација е значи кога се обработува храната, се манипулира со неа. Значи манипулација вие да од некоја амбалажа ја извадите, пример, ако е тоа да кажам, не знам, манипулација со храната е и кога ја ракувате со храната. Значи деамбалажирање или пакување, препакување на храната. Сите тие спаѓаат, да кажам, активности спаѓаат во манипулација со храната. Не се мисли на негативниот контекст на манипулација на храната. Да. Затоа и прашав дека сигурно да манипулираме значи нешто лошо, ама во овој контекст не. Ние ќе продолжиме и подетално да зборуваме за тоа колку ни е безбедна храната, но ќе одиме со малце реклами, што ми пак публицитет да доваждојм кто бисеца и прекет ушчимет. Ако порикthehemi dhe në fakt këto minuta reklamash nuk I lamne pa I shfrytzuar, direkt sa këshilla për ushqime, po të njëjta do t'i japim edhe para камерave. Само што кажав дека јас овој момент го искористив за прашање за храната, но пред да поминеме во тој дел, да зборуваме малку повеќе за контролите. Колку често се прават истите, каде се спроведуваат најчесто. Ние као телевизија многу често кажуваме дека агенцијата конфискирала вака или толку храна, така да им објасниме малку на гледачите. Па, значи, контролите се спроведуваат врз, кој што кажа, врз тој интегриран систем на контроли, на редовни и на вонредни контроли. Агенцијата контролите ги извршува преку секторот за инспекцијски надзор, кај што се, да кажам, има оделение, има оделение за ветеринарно јавно здравство, кое што ја контролира храната од животинско потекло, има оделение за храна од неживотинско потекло, има оделение за здравствена заштита на животните, кое што се занимава со живите животни, кои што не се веќе, да кажам, до моментот кога тие ќе стигнат во кланица. Значи, и оделението за гранична инспекција. Преку овие оделенија се вршат редовни и вонредни надзори. Секако тие редовните надзори се планирани надзори на месечно и на годишно ниво. Агенцијата работи по претходно утврден план за работа, каде што сите оделенија доставуваат планови у кој дел ќе се движат контролите во наредната година и на крајот се дава извештај за завршената, да кажем, работа. Контролите се спроведуваат од страна на инспекторите. Кој што кажав, доста се при контролите тоа се контроли кои што во зависност од проблематиката, така и се во зависност од проблематиката, така и се така и се спроведуваат, да кажем. Конкретно кога се работи кај храната, храната се контролира животинско потекло од инспекторите од ветеринарно јавно здравство, државни инспектори од ветеринарно јавно здравство и инспекторите од храна од неживотинско потекло, државни инспектори за храна од неживотинско потекло, кои што
се надлежни за самата малопродажба, угостителски, производствени погони, да кажам, малопродажни објекти, маркети и се тоа, додека пак инспекторите од ветеринарно јавно здравство или од животинско потекло се ги контролираат објектите кои што преработуваат, значи манипулираат, преработуваат и транспортираат во сите фази на производството храна од животинско потекло. Значи тука се да кажам кланици, тука се млекари, тука се месопреработки, тука се погони за пакување и производство на мед, сортирници за јајца, кои што се во склопот на живинарските фарми и малопродажни објекти, како што се месари, како што се рибарници, како што специјализирани продавници кои што имаат одреден вид на храна, кај што се продава одреден вид на храна, дали е тоа само за млечни производи или е само за сувомесни или месни производи. И така да додека пак оделението за гранична инспекција е задолжено за контролите на граничните премини, за тоа што, да кажам, влегува како увоз во државата. И тоа би бил, мислам, тоа секако постојат, освен редовните, да напоменам дека постојат и воредни надзори. Воредните надзори се спроведуваат врз основа на одредени сомнежи, кои што се одредени информации кои што се добиени, се спроведуваат врз основа на иницијативите кои што доаѓаат од самите, да кажам, граѓани, кои што доаѓаат во форма на иницијатива за инспекцијски надзор или представки, кои што многу од граѓаните своите забелешки во однос на храната се одважуваат да ги пријават и при тоа да се направи час поскоро, да се реагира од наша страна како институција и тие неусогласености кои што се предочени од страна на потрошувачите или на граѓаните да бидат правовремено отстранети и некогаш и санкционирани доколку се утврди согласно законот. Последната акција е со јајцата, беше и медиумски покриена. Кто фотографите цилати и кише, мунде те реġија ти лешон се псијане да фото челиден мекта акцион. Например, ова акција со јајцата, дали беше редовна или пак вонредна контрола? Акцијата со јајцата беше вонредна контрола и акцијата беше спроведена од страна на оделението за истраги и измами со храна во координација со секторот за инспекцијски надзор во Агенцијата за храна и ветеринарство и Царинската управа и царинските службеници кои што беа, да кажам дека имаме и такво оделение во склопот на Агенцијата за храна и ветеринарство, кое што исто надлежностите се инспекцијски, меѓутоа има малце пошироки овластувања и тоа оделение спаѓа во едно од
5 одделенија кои што се директно под директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и кое што нормално во соработка со него се спроведуваат тие акции. Да кажам дека таа акција е плод на повеќе месечна истрага, повеќе месечни активности кои што се спроведени како на терен, така и со одредени, да кажам, луѓе и не случајно беше избран периодот кога има зголемена потреба од јајца на пазарот да вроди со некој, да кажам, резултат и беше спречено, ја мислам дека правовремено да завлез на тие јајца во државата. Често пати кога ние известуваме за вашите акции и интервенции, спомнуваме ризична храна, но не даваме детали што значело тоа ризична храна, така да им кажеме на гледачите што се квалификува или што според вас е ризична храна, зашто овие јајца не влегува во државата и зашто многу голем обем на друга храна често пати се уништува. Видете, ризична храна или небезбедна храна, што ме ризична, веќе е небезбедна за поздравието на луѓето. Според законот за безбедност на храна, да кажем, или според нашиот основен закон, небезбедна храна може да биде и храна која што е со поминат рок. Не значи дека таа храна, ако се прати на анализа, дека ќе излезе позитивна анализата на одредена, да кажем, одредена бактерија и дека ќе биде неисправна. Меѓутоа, по автоматизам, небезбедна храна е онаа храна која што се произведува, или се чува, или се транспортира на несоодветни услови. Небезбедна храна е храната која што се произведува во нерегистрирани или неодобрени објекти. Значи, сите оние објекти, да кажам, одредена храна се произведува во домашни услови. Се произведува во, не знам, во подрум, во гаража, на викендица, и ние не можеме да прифатиме дека таму се условите, кога немаме никаква контрола, дека таму се условите соодветни за производство на храна. Додека операторот со храна не побара од агенцијата да се регистрира како оператор со храна, ние не можеме да воспоставиме контрола на тие, да кажем, ајде, не се оператори, него производители на одреден вид на храна. Кога станува збор за јајцата, спомнавте, зошто е таа храна небезбедна? Ќе ви кажам, пошто секое јајце произведено во фармски услови, во фарма, треба да помине на низ сортирницата на јајца. Таа сортирница на јајца е одобрен објект. Без разлика, одобрувањето е на меѓународно ниво. Не е само одобрување таа сортирница, значи јајцата и од, да речеме, Србија, и од Европа, и од Грција, и од Бугарија, сите се мора да биде процесот на одобрување. Тоа значи дека е под надлежност на локалниот или централниот авторитет, а тоа е соодветен пандан или соодветна институција како што е нашата агенција.
кога храната ги нема потребните информации за потрошувачите. Што значи? Информација многу битна е рокот на траење. Друго, ние не знаеме тие јајца од кај потекнуваат. Ако немаат соодветна ознака на нив, дали се можеби од некои фарми кои што не се регистрирани. Така да, кога збориме за небезбедна храна, мислиме и на храна која што не е соодветно означена. Што значи тоа? Да речеме, имате случај, например, на мед. И сега, имаме ние мед во кој што е користен и доста често се користи, ние го викаме лажен мед, може да се користи, да се додаде, или цел мед да биде, ајде да кажам, наречен со пченкарен сироп. Тоа се растителни сиропи. И замислите вие сега, има болни луѓе, кај нас медот многу често се користи како состојка во одредени, ајде да кажам, домашни некои бабини лекови, мислам не се лекови, тоа погрешен израз, е некои бабини рецепти. И замислете вие да користи, да стави тако мед и да нема резултат од тоа што го користел медот. Зошто? Ради тоа што, напротив, да му биде и влошена состојбата доколку има некоја шеќерна дијабетес или шеќерна болест. Значи, и таа храна рачунаме дека е небезбедна. Зошто? Ради тоа што не сме во името да се користи мед. Истото е и за состојките, како што е, например, да кажем, млечните производи. Имињата на самите производи се резервирани доколку се добиени од 99%, да кажем, од таа суровина. Све друго не може да се вика. Пример, не може да се вика сирење ако во него содржи палмина маст. Значи, тоа веќе е некој производ кој што може да се нарече било како, може да се нарече и по име на луѓето, може да се нарече, не знам, деликатес, може да се нарече по име на некој што го произведува, меѓутоа не може да се нарече по името кој што е резервирано за тој производ, како што е сирење или како што е мед. Доколку има и други примеси, тогаш се смета за небезбедна храна. Така да, малце е, да кажам, поширок поимот што све е небезбедна храна. Агенцијата, нормално преку инспекцијските служби, се труди максимално да преку системот на контроли се исконтролираат повеќето од тие производи, барем оние што доаѓаат на пазарот. Секако тука би го спомнал и продажбата на далечина, каде што исто така имаме производи кои што се малку спомнати во да кажам во целата приказна на или во тој систем на дистрибуција на храната. Многу ми е битно да кажам дека за сите гледачи и слушатели дека при продажбата на далечина важат истите услови како и за физичката продажба. Што значи тоа? После короната, да кажам, после ковидот,
а и за време на ковидот, многу производители, најчесто примарни производители, се почнаа со продажба на далечина и да продаваат различни производи преку социјалните мрежи или морам да кажам дека работата на оделението за следење на истраги, измами со храна е и да ги прати сите тие продажби што све се продава на пазарот и што све и верувајте, големи се реакциите и во однос на иницијативите или на поплаките кои што доаѓаат од потрошувачите. Се содруваат со многу, а при купувањето од нерегистрирани оператори, ризикот е на самите потрошувачи. Ја би апелирал да сите граѓани потрошувачи купуваат храна од регистрирани или одобрени објекти, за да не покасно се случуваат одредени несакани работи. Ние имаме бројни реакции. Не знам, купил некој канта сирење, првата била супер, втората веќе катастрофа. Значи, првиот ред му бил добар, надоле било не знам какво. Или не знам, првиот пат му донеле некои сувомесни производи или месо и било добро. Вториот пат му донеле замрзнато. Века, ја не порачав замрзнато. Не беше уште одмрзнато месо да што ми го донесе. Што е исто така битно за сите. Како имаме ние храна со температурен режим. Како ќе транспортира таа храна? Треба соодветно возило. Замислете се вас од, не знам, од Струмица или од Битола да ви донесе некој храна која што предвидува температурен режим и која што рокот е 7 дена, пример, или 4 дена. Еве, да кажам, и обично храната која што предвидува температурен режим и од животинско потекло има помал рок. И согласно тоа е и температурата. Например, меленото месо на 2 степени се чува. Замислете вие да некој порача или му донесат мелено месо во гепек или во сега не би ги самите возила кои што се карго или не се соодветни за да се праќа таа храна по тие возила, да кажем. Нормално треба со ладилник, со термокинг на одредена температура која што предвидува самиот производ. И тука имаме доста реакции од самите граѓани. Еве, ја исто би ова нека биде не само и за самите производители на таква храна. Да се одважат и да смогнат снага и да кажам не многу средства, не бара многу, да се регистрираат и да влезат во системот на контрола на Агенцијата за храна и ветеринарство. Имам уште неколку прашања, но ќе одиме првично со реклами, па ќе се вратиме, шкаме пак публицитет да дорикнеме се речно студио. Не порикнеме на студио, да фат ке циш кеми шум кој кеми шум pyetje, немаме многу време, ама јас ке спајам 2 прашања во едно. Првично, секогаш кажувате дека небезбедната храна е уништена. Зашто таа не се донира? И второ, како можат граѓаните да помогнат за ние као држава да имаме побезбедна храна, кога да ви се јават вас, како да ве контактираат? Вака. Самиот закон не предвидува таква, да кажам, можност и не предвидува, замислете вие, кога е необележена храната.
ја пратев на социјалните мрежи, имаше реакции конкретно за јајцата, зошто не се дадени, зошто не се донирани гревота. Кај е сериозноста на целата работа? Не можете вие, кога имате лот или серија од одредено производство, тогаш взимате репрезентативен примерок од таа серија. И тогаш знаете дека целата серија е безбедна или небезбедна. Значи, наодот што го добивате е позитивен или негативен. Кога немате обележена храна, не можеме ние од секое јајце да земеме, да го испитаме на примерок, пошто нема никаква ознака, нема декларација, нема серија, нема лот. А знаеме дека секое едно јајце е потенцијална бомба. Салмонелата е тука присутна, ние не знаеме дали е. Така да автоматски се прогласува за небезбедна, ние преку дел од храната што сметаме дека може да се даде, ја предаваме на Агенцијата за одземен имот. Значи, збориме за конфискуваната храна. Па они понатаму ја даваат на одредени институции, дали ако има интерес, дали ќе се продаде по некоја, да кажам, не знам, символична цена, ако се тоа државни институции може и да се донира. Меѓутоа, ние како агенција немаме таква можност. На крајот на денот, тие мостри треба некој да ги плати. Ако вие сте заплениле од, не знам, ако е познат сторителот, да. Меѓутоа, од увоз не можете вие да наложите на непознат сторител да плати таа мостра, а ние за небезбедна храна како агенција немаме право, немаме средства предвидени да вршиме испитување. Така да, одговорноста за безбедноста на храната, одговорноста за квалитетот на храната е заедничка. Највеќе одговорност има производителот на храната. И одговорноста е најголема на тој што произведува храната. Меѓутоа, при контролата сите имаме одговорност. Значи, не можеме ние да знаеме во моментов што се случува во одреден објект на територијата на државата. Меѓутоа, ако има таму некој граѓанин, загрижен, присутен, што приметил одредени неусогласености, приметил од примерот на, не знам, поминат рок, или, не знам, несоодветно декларирање, или реакција несоодветно означена храна, слободно може да се јават. Не имаме бесплатен број, имам на страната на Агенција за храна и ветеринарство и сите своји забелешки ја би ги советувал да достават, да се јавуваат и слободно да кажат име и презиме, како ние би дале извештај на истото тоа лице што ќе се јави, што е превземено во однос на неговото јавување и неговата забелешка на конкретен случај. На конкретен случај. За жал, ние сме при крај. Ви благодарам многу за присуството на нашата емисија и се надевам дека ќе имаме многу побезбедна храна и нема да имаме многу потреба од агенцијата. Се надевам. Ja. Некто билеме дека тоа емисион për ditën e sotme, ushqim të sigurt, nëse kemi dyshime ta raportojmë ato te Agjencia për Ushqim dhe Veterinari dhe të bëhemi pjesë e kësaj le të themi iniciative që të konsumojmë ushqim sa më të sigurt. Unë ju le takim nesër në po të njëjtin orar.